Човечкото тело е совршено дело на природата. Секоја негова форма, секое движење, секој здив и допир во себе го носат пулсот на животот. И на оној совршен баланс, наречен здравје. Затоа, ние во Алкалоид сме посветени овој скапуцен подарок на природата, да се заштити и сочува. Ги споивме нашето знаење, искуство и откритија со несовремените технолошки процеси, создавајќи производи кои ги исполнуваат највисоките стандарди за квалитет. Здравјето пред се. Алкалоид Скопје. Бамби плазма кекс плюс подарок шише 180 динари. Гелве топло чоколадо плюс какао 2 плюс 1 гратис 92 динари. Нескафе 250 грама плюс подарок шолја 329 динари. Гарниер шампони плюс регенератор 2 плюс 1 гратис 259 динари. Бекутан пелени макси плюс подарок мерамчиња 815 динари. Следи линијата во СП Маркет и Максиде. Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи ви имате право да знаете вистината. По 3-месечна пауза вене повторно заедно на фреквенцијата на Канал 5 телевизија, сега во нов термин, тој петок 20 часот и 10 минути, меѓутоа со иста цел и со иста задача. На крајот на оваа сезона да бидеме исто најдобри и најгледани како што бевме на крајот на сезоната 2007-2008 година. Вечера ќе може да проследите ексклузивното интервју со Љубе Бошковски и некаде 60 минути негово раскажување за неговата хашка Голгота, што е помина во изминатите 4 до 4,5 години. Би сакале ли тие луѓе кои ви направиле зло, кои ве пратиле во Хаг, да ги видите во хашките зандани? Или да бидам конкретно, дали би сакале Ахмети да го видите во Хаг? Како човек кој простува и не знае да мрази, и како човек кој поминал низ хашките зандани, нити на најголемите душмани, на ниеден човек не му посакувам да помине низ ова низ кое јас минав во овие 4 години. Толку ли е тешко во Хаг да се помина 4,5 години? Многу е тешко да се поминат 4 години во Хаг. Токму од оние причини, од она што јас го нарекувам победа над биолошкото, а не само над политичкото време, победа над сите тие моменти кога размислуваш за своите најблиски. Знаете, во затвор се мултиплицира. Секој настан од обичниот живот таму изгледа сосем поинаку. Подраматично. По-лошо. Како? Замислете ја ситуацијата. Може би одам чекор понатаму од пристојноста што би дозволила да ве прашам во ова интервју, меѓутоа се обидам таа ваша лична драма која проживувате во тие 4,5 години во моментот на пресудата, во моментот на носењето, како да доловам до нашите гледачи. Ова е сепак прво ексклузивно интервју на Љубе Бошковски после излегувањето од хашкиот затвор. Замислете ја вие ситуацијата 3 дена да не можете да излезете од вашиот дом или една недела да немате право да излезете од домот за да се напиете кафе со најдрагиот пријател или пријателка во градот. Замислете ја ситуацијата 1 месец да не можете да го видите детето, да не можете да го прашате за дента која ја минал. Замислете ја ситуацијата најбанална 1 месец да морате да бидете, или 2 месеци да морате да бидете затворени дома и да ви ги дадат сите удобности, како во овие реалити шоу, кога ретко кој издржува 100 дена, иако има се во тој простор. Да имаш зандани со златни решетки, со диаманти, со брилијанти на нив.
е тешко да се издржи неколку месеци. Но да се издржат 4 години е многу долг период, кога знаеш и сигурен си дека никогаш во тебе немало нешто што се нарекува омраза, нешто зашто ти се става на терет, едно сериозно обвинение кое опфаќа рушење на мало место, убиства, ликвидации, малтретирања и се она што стоеше во моето обвинение. Тоа е еден тежок и ужасен период низ кој минав. Тешко е човек да помисли, камо ли да ги преживее тие 4 до 4,5 години на сместување во хашките зандани, како што помина Љубе Бошковски. За неговата приказна, што беше најтешко во Хаг, како успеа психички и физички да се врати здрав од Хаг, Љубе Бошковски ексклузивно говори во оваа емисија во Центар. Господине Љубе, мирно ли спиете? Јас мислам дека и во Хаг имав еден од најмирните сонови, а посебно од кога сум во Македонија, овде во оваа моја земја, за која мислам дека дадов се мирно спија. Како ја поминавте таа хашка голгота? Како е вашето здравје? Па, по доаѓањето од Хаг направив комплетен психофизички тест и за моje големо изненадување, а посебно предизвика изненадување на тимот на лекарите, докторите, универзитетските професори на нашиот клинички центар кои ме прогласија за психофизички стабилен. Значи, мојата здравствена состојба е во овој момент топ. Значи, може да се кандидирате за председател на државата? Тоа во овој момент сега не можам да дадам одговор на ова прашање. Што ќе биде по една година Љубе Бошковски? Председател на Република Македонија, политички пензионер или не дај Боже, повторно во затвор? Сите три опции во времето во кое живееме, во оваа динамика, во овие политички надпревари, во периоди кога процесите на сатанизација на политичарите не запираат, можни се и трите сценарија. Првпат пред пошироката македонска јавност господинот Љубе Бошковски се појавува некаде есента 94 година, кога ВМРО ДПМН заедно со тогашната Демократска партија на Петар Гошев го бойкотира вториот круг на парламентарните избори 94 година. До тогаш господинот Љубе Бошковски живее во Хрватска и учествува во формирањето без малку на сите задгранични комитети на ВМРО ДПМН. Некако сте ми многу омекнат. Што направи во затворот со вас? Они Љубе Бошковски кој беше еден пргав, со една смела мисла, со една цврста реченица, со еден јасен став. Сега некој се плашите да кажете да ќе се кандидирам за председател. Имате притисок од фамилијата, имате притисок од политиката, од власта, од опозицијата. Некој врши притисок врз вас од судството. Зошто Љубе Бошковски не каже категорично што сака да прави во својот живот? Велите добро сто одлежен. Јас сум апсолутно слободен граѓанин. Јас сум поминал една голгота за која морам и можам и треба да на ваше барање, да. И таа голгота ви силном капа до доле. Бидејќи ретко кој е поминал таа голгота и ретко кој со таква свежа мисла и со здрав дух излегло таму од Хаг. Јас за тоа ви силном капа до доле. Но јас мислам дека ништо од сите тие мои поранешни вредности не се напуштени. Мојата одлучност, мојата спремност, мојата жртва за Македонија е и сега присутна.